Групацијата на обновливи извори на енергија во рамките на Македонската енергетска асоциација е партнер во проектот за инвестиции во чиста енергија на USAID. Во неја членуваат, во групацијата членуваат фирми кои што се производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија и во главном тоа се фирми кои што поседуваат мали хидроелектрани, фотоволтаични електрани. Има зачетоци на фирми кои што произведуваат електрична енергија од биомаса и биогаз. Сега сакам накратко да ви соопштам неколку податоци во врска со електричната енергија за 2013 година. Купно инсталираниот капацитет на постројки за производство на електрична енергија во Република Македонија е 1953,23 мегавати. Од нив на обновливите извори на енергија отпаѓаат 2,34% од инсталираниот капацитет на мали хидроелектрани и 0,37% на фотоволтаици. Вкупната потрошувачка на електрична енергија за 2013 година е 6,9 терават часови, а делот на обновливите извори на енергија во таа потрошувачка е 2,57 на малите хидроелектрани и 0,11% на фотоволтаиците. Инаку потрошувачката ја покираме со сопствено производство од прилика околу 70%, а 30% се увоз. На мрежа во моментов има приклучено 27 мали хидроелектрани и 35 фотоволтаични централи. Тоа се податоците со кои 2013 година е завршена. Идејата да создадеме нов механизам на диалог помеѓу јавниот и приватниот сектор, да се зголеми транспарентноста и инклузивноста во областа на обновливите извори на енергија. Кога велам инклузивност, значи идејата да на исто место седнат сите чинители, но и засегнати страни, или поточно кажано, јавниот сектор, преку представници нели од релевантните институции во областа на обновливите извори на енергија, потоа приватниот сектор, типичен експонент е нели групацијата на производители од обновливи извори на енергија при Стопанската комара, како и академската заедница и невладиниот сектор. Најчестите бариери што инвеститорите се сретнуваат се спорото издавање на лиценци и долгата процедура при трансформација на земјиште, при добивање на градежна дозвола, кои не зависат само од институциите кои ги даваат тие дозволи, тие лиценци, туку зависи и од самата процедура и од легислативата која што сега ја имаме. Заложба е и од страна на министерствата и од страна на агенциите, сето тоа да оди на еден побрз начин, со подобра комуникација помеѓу институциите и помеѓу институциите и инвеститорите. Затоа и се формираат овие форуми каде што самите инвеститори ќе ги кажат кои се тие пречки или бариери што се соочуваат во текот на своето работење.